Да, се враќаме во студиото, дојдовме значи до цензусот, до претседателските. Атанасовски исто во прашање, очигледно е дека со цензусот може да има проблем. Ова што го кажа господинот Алексовски е така во однос на ВМРО ДПМН, но и СДСМ го знае тоа. Знае дека може да има проблем доколку има бојкот и дека подоцна тие пропаднати претседателски избори ВМРО ДПМН може да ги користи во свој адут. Без разлика што господинот Тала Џафери би бил ВД председател, би вршил функцијата. А од друга страна, СДСМ очигледно е дека има јасна порака од меѓународната заедница дека не е време за избори. Прво да напоменам дека ние до сега во нашата куса парламентарна историја како независна држава во сите претседателски изборни циклуси сме имале огромен висок цензус од 50% за во вториот круг да се избере председател и тој да биде легитимен и легален. Во 2009 година кога за прв пат избран Ѓорги Иванов е спуштен на 40%, но неколку пати во изминативе месеци па дури години наназад кога се консултираат уставни експерти и професори по уставно право. Често пати професорката Гордана Силјановска-Давкова, која веројатно ќе биде нели и кандидат на ВМРО ДПМН на конвенцијата, ќе видиме дали ќе биде официјален кандидат за председател, многу пати напоменува дека во Европа ние сме, ако не и последната земја или меѓу ретките со огромен висок процент на цензус за постигнување во вториот круг за избор на председател на Република Македонија, односно во компаративните изборни системи во Европа, значи во земји со развиени демократии, во првиот круг кога се гласа за претседателски избори, нормално цензусот е над 50% да искочат од запишаните избирачи, но веќе во вториот круг тој цензус е символичен, минимален, некаде околу 20%, дури некаде и го нема. Сакам да напоменам дека Иван Костов во Бугарија го избра со 32% од гласачите. Сакам да напоменам дека во моментот ние кога ги правевме овие уставни измени, па кога и се прифатија тие уставни барања, дел од уставните барања на едно крило на Бесана Биловка, сами Елијанса за албанците, можеше да се размислува да се вметне уставна одредба или законски да се регулира токму оваа материја, за да ние не се соочуваме со страв сега целата држава и општеството стравува дали ќе има отворен или латентен бојкот на претседателските избори, дали тие ќе пропаднат. Ако пропаднат, според мене, ќе се влезе во одредена политичка криза, уставот е јасен, ВД председател на Република Македонија ќе биде актуелниот председател на собранието на Република Македонија, тој е актуелниот нели председател на собранието Тала Џафери, но тука се поставува прашањето што правиме ние со потрошените пари од граѓаните на Република Македонија. Едни избори, односно организирање на еден изборен циклус чини повеќе милиони евра, па од тука пари од граѓаните на Република Македонија, од буџетот, односно сите даночни обврзници, па од тука во најмала рака, не само што е неморално, неетички, неполитички, би рекол дека е дури антидржавно и антипатриотски некој да работи на отворен бојкот на било какви избори, дали тие да се претседателски, дали парламентарни или локални, вие на тој начин го рушите институционалниот и уставниот поредок на Република Македонија. Утре ние може ќе се соочиме со отворено бојкотирање на некои локални избори во некои одредени општини. Може ќе се случи со, како што се случувало цело време, на непризнавање на изборни резултати на парламентарни избори, бојкот за неучество на парламентарни избори, па од тука место ние да нашите политички чинители, односно кандидати за наши представници и репрезенти како јавни функционери во највисоките тела во Република Македонија, председател, градоначалник, совети, ние доаѓаме во ситуација да правиме условно кажано блокада на целокупниот институционален систем од хиерархија од највисоката хиерархиска институција во Република Македонија, а како што знаеме тоа е институцијата председател на Република Македонија, која по устав е највисока, ако не. Но видите, фактички да доколку ова што го кажа господинот Алексовски е прилично интересно. Доколку ВМРО ДПМН се реши на бојкот. Добро. Тогаш тие свесно ќе знаат дека председател на Македонија ВД председател ќе биде господинот Тала Џафери. Тоа е неизбежно. Така е. И тие ќе го знаат тоа. Како би отише на таква опција? Веројатно тоа е катастрофично сценарио за ВМРО ДПМН и веројатно тоа ќе биде, како да кажам, еден
емотивен и несреќен момент на одлука на лидерот или партиското раководство, ако види после првиот изборен круг дека губи со голема или огромна разлика во однос на кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз, и да не заборавиме, лидерот на ВМРО ДПМН се наоѓа се уште во една хаотична ситуација внатре во партијата, година и пол по превземањето на претседателската функција. Тој се обидува да ја консолидира партијата. Гледаме дека се случија голем број на политички потреси во самата партија ВМРО ДПМН, исклучување на многу доскорашни мокни влијателни функционери во самата политичка партија. Да напоменеме дека исклучен е јавно Сашо Мијалков, кој важел за, ако не и највлијателен во таа политичка партија, Никола Тодоров, долгогодишен прв соработник на поранешниот премиер Никола Груевски, создаде едно реформаторско крило кое бара демократизација и европеизација на ВМРО ДПМН. Имаме Филип Петровски кој е нели кандидат сега на партиската конвенција. Сакам да кажам, во таа ситуација претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, ако евентуално работи на отворен бојкот на претседателските избори во вториот круг, ќе биде само и само за да се спаси себе и својата политичка кожа, да отиде во едно сценарио во кое ќе нема да ги призна изборните резултати, ќе обвини за некој изборен фалсификат, лажирање и местење на резултатите, се со цел да не се соочи потоа со одговорност пред самата сопствена партија. Веројатно не знам како е по статутот во ВМРО ДПМН, но веројатно после секои избори, дали победнички или губитнички резултат, секој треба да понесе еден вид политичка одговорност пред самото раководство и членство, и веројатно Христијан Мицковски, ако евентуално ги бојкотира вториот круг на претседателските избори, тоа ќе биде лична одлука само да се спаси од негова смена на лидерската позиција на еден евентуален вонреден конгрес на самата политичка партија. Јас не сум убеден дека тој ќе се спаси, бидејќи веќе му се влечат доволно опашки позади него. Меѓутоа, исто така сум убеден дека ова прашање ќе биде многу посериозно поставено отколку што е тоа во секојдневните разговори, бидејќи после договорот од Преспа мора да следи континуитет на тамошни успешни подвизи во Македонија, бидејќи во мај-јуни таму почнува да се крои извештајот на Европската комисија за Македонија. Исто така имаме активности кои што се поврзани со влезот во НАТО и никој од нив не сака да види, како да кажем, кај едно, ние сме милениче сега во овој момент на Европската унија, кај тоа милениче таму дека нешто некој сака да сруши. Мислам дека тоа со бојкотот ќе биде издигнато на едно повисоко ниво кај меѓународниот фактор, дека може би уште од сега, веројатно и тие тоа го согледуваат, и дека не би преминале толку лесно преку втор обид со бојкотирање да се стопира некаква сериозна политичка активност. Тие дури и најавуваат дека изборот на претседател е многу значајно прашање и дека очекуваме дека тоа успешно ќе се разреши. Значи не велат дали од ова опција или од она опција, меѓутоа успехот на претседателските избори мора да бидат успешни. Да, добро, но еве сега вака. Ово што го кажува господинот Атанасовски за евентуалните одлуки на господинот Мицковски, он ја спомнува она можна емотивна причина за таква одлука, доколку ја види дека губи во првиот круг, па да се реши, но колегите од вестникот Лајм имаат една прилично интересна анализа, се повикуваат на неофицијални информации и тие велат дека постои сериозна криза во однос на односите на СДСМ и ДУИ. Тие дури велат дека таа коалиција е толку дојдена до една сериозна фаза, каде што СДСМ бара од ДУИ или едни сериозни реформи или да ја напуштат партијата. Од друга страна, колегата Љупчо Зиков има
исто така интересни прашања на својот Facebook профил, па прашува кои се клучните причини што пропада идејата за консензуален кандидат, дали Дуи нешто уценува за да останат во коалиција, дали Дуи остава простор неговите гласачи во вториот круг да го поддржат кандидатот на ВМРО ДПМН. Значи, имаме една интересна констелација на случувањата во последно време и интересни информации кои може би сето ова е во фаза на шпекулација, но интересно за анализа. Видете, Дуи е по мене од сите политички партии во последниве коалиции Од друга страна се извинувам, јасно е дека сега СДСМ има едно ново парламентарно евентуално мнозинство доколку Дуи ја напишува. Пребаганите пратеници од Да. Дуи е значи најдолго во коалиција и со СДС и со Дуи таму колку испаѓа 18 години може да се на власт. За тие 18 години не видовме ниту еден функционер или припадник на Дуи да одговара или да сторил некако кривично дело. Искача дека тие се најчесната политичка партија од постоењето на Независна Република Македонија. Дури луѓето, не само македонците, и албанците го доживуваат голем дел од албанците како апартхеид. Значи тие се партија која е нонстоп на власт и која нонстоп им се удоволуваат сите нивни барања, а за тоа не сносат никаква одговорност. И време е да дојде крај на таквото владење на Дуи. Затоа мислам дека и од меѓународниот фактор ќе има влијание тука и ќе има притисок да се промени раководството на Дуи, да се промени нивната политика, зашто тие луѓе едноставно се заборавија во тие функционерски столици. Така да и СДС веројатно под влијание на меѓународниот фактор врши притисок на Дуи за некои работи да се релаксираат, односно да се закочи. Тоа беше последната аферата со овие 19 милиона колку беа во пензискиот фонд, пред тоа некои други афери, да не зборуваме тоа со смешките со пајакот и така натаму. Значи, СДС не може да ги плаќа вечито цеховите на Дуи. Време е тоа еднаш да престане. И нормално е да се понашаат така, меѓутоа колку ќе ги кошта тој, дали ќе ги кошта, ќе видиме во следниви избори. А што станува Дуи со самото тргање од овие, да кажам, консензуален заеднички кандидат со СДС што не прифатија, практично оставаат простор за вториот круг, доколку не се решат на бојкот со ВМРО ДПМН, цената на нивните гласови да биде повисока, за да има пазар. Тука нема ништо друго. Значи, до денеска ние во Македонија не видовме политичка партија која се залага за идеологија. Све се замараат за чист профит. Тоа е основниот проблем. Ма и не е голема добивката на Дуи со председател, заедно со ВМРО, кога го игра. Што добивате? Само се бламира, парламентарни избори и спас, зашто на Дуи им е одбројано времето. Со ВМРО ДПМН може заеднички се спасуваат во оваа ситуација. Само може да се избламираат и да си добијат и натаму негативни поени. Имаме уште точно една минута според предвиденото време, имате крај за поента. Верувате ли вие во оваа некаква, можеби, промена на констелациите во политичките односи? Искрено не, бидејќи Дуи како политичка партија најголемиот цех го плати на парламентарните избори 11 декември 2016, кога токму ради коалицијата со ВМРО ДПМН се преполови гласачкото тело на Дуи на 2014 на парламентарните избори освоја 153.000 гласа, 20 пратеници, 2 години потоа 89.000 гласа или 10 пратеници. Јас попрво мислам дека гласачкото тело на Дуи, класичен гласач на Дуи во изминативе 15 години, денеска би гласал за Филип Петровски или Јанко Бачев или Солза Грчева за да го даде својот глас за да биде председател на Република Македонија, отколку за кандидатот на ВМРО ДПМН. Има огромна аверзија во членството на Дуи према таа политичка партија и не можам да поверувам дека Дуи свесно би влегла во комбинаторики за условно кажано давање на своето гласачко тело во вториот круг на ВМРО ДПМН како политичка партија. Со тоа што Дуи се преполови гласачкото тело пред 2 години, ние можеме да видиме дека веќе и авторитарноста во самата политичка партија Дуи, односно зборот на Али Ахмети, хиерархиски по општинските ограноци на Дуи, да се почитува одредена директива или наредба дека гласачите на Дуи треба да гласаат за еден или друг политички кандидат, воопшто нема да се почитува. Напротив, сметам дека гласачкото тело на Дуи може да гласа во голем број за Социјалдемократскиот сојуз или за некој прифатлив кандидат, доколку Социјалдемократскиот сојуз на Македонија
номинира и кандидира некој прифатлив кандидат за гласачкото тело на ДУИ уште во првиот круг, делови и категории на гласачи на ДУИ, особено од по урбаните центри во Република Македонија, може да го насочат и дадат својот глас кон Социјалдемократскиот сојуз, а не па Али Ахмети да влегува во некои комбинаторики да преку своето гласачко тело се пазарува со Социјалдемократскиот сојуз или апропо со ВМРО-ДП. Кој мислеше дека Мјалков ќе се пазари со СДСП? И тоа го доживеа, без да че кајнос по Македонија све е можно. Не, збориме за гласачкото тело. за Македонските политички абсурди. Да, господа, ви благодарам. Политика и се е можно. Ви благодарам на сите за учеството во оваа емисија. Нистече времето. Вас, почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и довербата, и останете со програмата на Телевизија 24.